Добар ден, јас сум Фросина Ѓоргиевска, наставничка по природни науки во Основното училиште Каруме Кепевски од Скопје. Добре дојдовте во училница. Денешна наставна единица ни е правење кукли од сенки, дел од тема број 4 сенки. Цели на денешниот час ни е да направиме куклена представа од сенки. Зашто е можно по успешно правење на представата, најпрво треба да го повториме се она што го знаеме за сенките, па така ќе треба да повториме за тоа што представува сенката, како се образува таа, од што зависи јачината на сенката, незината големина, бројот на сенките и така натаму. Ако насочиме светлина кон некој предмет кој е непрозирен, ќе видиме дека зад предметот се формира сенка, и тоа во спротивен правец од изворот на светлината. Сенката е темна површина која се создава така што светлината од некој светлосен извор е блокирана од страна на некој непрозирен предмет. Доколку имаме 3 извори на светлина, ќе добиеме и 3 сенки. Изворот на светлина, кој е најак, ќе даде најтемна сенка. Изворот на светлина, кој е најслаб, ќе даде најбледа светлина. Ако изворите на светлина ги ставиме на различна оддалеченост од предметот, ќе дојде до промена на големината на сенката и до нејзината боја. Па така, при изворот на светлина, кој што се наоѓа најблиску до предметот, ќе има најмала сенка и најака по боја. Изворот на светлина, кој што е најоддалечен од предметот, ќе има најдолга сенка и најбледа. Во зависност од тоа колку ја пропуштаат светлината или ја блокираат, материјалите се поделени на непрозирни, прозирни и провидни. Непрозирни материјали целосно ја блокираат светлината, затоа тие образуваат најтемна сенка. Провидните материјали се материјали кои делумно ја блокираат светлината, поради тоа имаат светла сенка. Во минатото, додека немало фотоапарати, уметниците изработувале портрети и слики. Тоа го правеле со изработка на силуета, а подоцна и целата слика. Се извинувам. Еднобојна контурна слика на некого е силуета. Силуетата се прави со исцртување на сенка на лист хартија. Овдека имаме пример за изработка на силуета. Од сенка на нашите раце можеме да направиме животни. На сликата се прикажани на кој начин треба да ни бидат поставени рацете за да добиеме некој животни. Во првата слика имаме птица. Во втората полжав, куче, елен, зајак, лебед, повторно куче или конј и волк. Во слободно време можете да пробате да ги направите овие животни. Откако се потсетивме на сите битни работи кои што се однесуваат на сенките, можеме да почнеме со проучување на театар од сенки. Во минатото, додека се уште не бил измислен телевизорот, луѓето се забавувале така што гледале представи од сенки. Таквите представи можат да бидат направени од кукли или наместо кукли со глумци. Се смета дека представите со сенки од кукли се измислени во Индија и Египет, а потоа допатувале во Турција, Грција, Кина, Тајланд, Камбоџа, дека станале важен дел од културното наследство на Индонезија. Ние овој час ќе направиме една таква представа. Најпрво треба
да ги смислиме ликовите и текстот за представата, а подоцна да ги изработиме и куклите. Ке им ни биде потребно ножички, стапчиња, светилка како извор на светлина, батеријска лампа, хартија за печење, гумичка, молив, пенкалце, леплива трака, двослојна леплива трака и картон со најразлична дебелина. На картонот ги цртаме ликовите од представата, ги сечеме и ги лепиме на стапчињата. Од картонската кутија правиме рамка на која лепиме хартија за печење. Ова ќе ни биде параванот на кој ќе ја гледаме представата. Сега ќе погледнеме една кратка басна. Значи, баснава има прекрасна порака, дека ако вложиме доволно труд, може се да направиме. За домашна работа треба да напишете кои својства на сенката се применети во басната. И ви благодарам на вниманието.